Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден, не очекуваат нови 70 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Децата пеат за Македонија. По прв пат празнична приредба по повод Денот на независноста на Македонија во Тетово. Собранискиот спикер Африм Гаши ги повикува албанците на спокој. Уставниот суд ќе го унапреди албанскиот јазик. Ние политичарите треба да го изедначиме со македонскиот. Рамадани требало да биде во притвор, а не во куќен притвор. Судскиот совет пресече за приведениот член на ОВК. Усвоени спогодбите за Ѓоргиев и Мемети. Џабе не лежи, џабе не седи. Првиот човек на управата за извршување на санкции смета дека преку работа затворениците најдобро се ресоциализираат. Амбасадата во Шведска домаќин на македонската делегација, во која беше и градоначалникот на Битола Тони Коњановски. А на самиот почеток една вест од Тетово. Црквата Рождество на Пресвета Богородица во село Сетоле е изградена 1862 година на темели на постар објект. Некои од иконите се дело на најпознатиот иконо и фрескосликар на Балканот Дичо Зограф. Во моментот постои опасност од уривање на дотраениот покрив на црквата и уништување на фреските, иконостасот и самата црква. Но финансиските можности на црквата се во неповолна состојба, а покривната конструкција и дел од внатрешните столбови чинат поголеми финансиски средства и за тоа особено говори фактот што санацијата на покривот и столбовите е стопирана. Поради тоа, црковниот одбор на црквата Рождество на Пресвета Богородица од село Сетоле ве замолува доколку сте во можност да помогнете во санацијата на овој објект со парични средства. Паричните средства може да се уплатат на жиросметка тројка 60 42 42 622 во Комерцијална банка АД Скопје. Цел на дознаката – донација за црквата во Сетоле. Во пресрет на Денот на независноста на Македонија 8 септември на градскиот плоштад во Тетово се одржа за прв пат приредба под мотото Децата пеат за Македонија. За прв пат ја организираа оделенските наставнички од Тетово заедно со нивните ученици. Настанот започна со изведба на химната од страна на детскиот хор Крешендо. Ова е прв пат да се организираме. Оделенски наставници од тетовските училишта се договоривме на овој значаен празник дека мора да му дадеме поголем акцент, да се развива љубовта кон татковината на дечињата. За време на подготовките децата беа многу возбудени. За оваа манифестација изработија знаменца, а подготвија музички точки, стихотворби и рецитал. Мотото беше Децата пеат за Македонија, информираше Сонја Трифуновска, оделенска наставничка. Со своји изведби се представија учениците од основните училишта Лирија, Гоце Делчев, Братство Миđeni, Андреја Савески Чичиш и Кирил и Методи со подрачните оделенија во Сарачина и Фалише. Настапија и најмладите играорци од културно-уметничкото друштво Шара. Srce
празник на македонското сонце, празник на грудка македонска. И орловски крилја да метнам, јас пак ќе долетам до мајка моја, Македонија своја. 8 септември, роден ден на родината, наш роден ден. Денес го празнуваме денот на независноста. Празник наречен 8 септември, кој означува сувереност, независност и самостојност на Македонија и македонскиот народ. Татковино убавино, сакам роса во утрини свет, во ливада сакам цвет до цвет, сакам птици песнопојки в гора, убавина сакам сиот свет, сакам нивје плодородни, златни, жита зрели сакам, клас до клас, чучулига високо да лета, да растура песна, зурлив глас. Сакам рака пријателска, топла, оро дружно сакам, брат до брат. Бистри реки певливо да течат, поздрав носат мојот роден кат. Сакам шум на бранови да слушам, синевина, езерска шир. Татковино, во теме ми блика убавино, љубов, сонце, мир. Да живее Македонија!
majko stara mi napišala, každa skazna majko stara mi napišala. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Што груби ден е ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што груби ден е ноќе силно свират земјата, ја затресува.
što blika zemljata od pesmi lije. Što pije, tamu dobro mi je, tamu kaj što grubi denjeno će silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što pije, tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesmi lije. Албанците треба да бидат опуштени, бидејќи ако Уставниот суд правилно го прочита законот и петтиот амандман од Уставот, ќе се унапреди употребата на албанскиот јазик во Македонија, вели собраницкиот председател Африм Гаши во интервју за весникот Љајм во врска со најавата на судот дека на почетокот на октомври ќе ги испитува иницијативите со кои се оспорува уставноста и законитоста на законот за употреба на јазиците. Според Гаши, нивото на употреба на албанскиот јазик во Македонија не е на вистинското ниво, а политичката битка на албанските партии треба да биде албанскиот јазик да се изедначи целосно со македонскиот јазик. Мора да веруваме во институциите. Уставниот суд постои да ја оценува уставноста на законите. Ние како албанци треба да бидеме опуштени. Верувам дека петтиот амандман на Уставот, кој беше напишан и договорен со меѓународни експерти по конфликтот и вооружената војна во 2001 година, секако е добро осмислен, добро анализиран и сите знаеме дека идејата на амандманот беше албанскиот јазик да биде официјален со македонскиот јазик. Јас длабоко верувам дека правилното читање на Уставниот суд ќе ја унапреди употребата на албанскиот јазик на ниво на службен јазик, бидејќи амандманот 5 вели дека македонскиот јазик и неговото писмо се службени, како и јазикот што го употребуваат над 20% е ист како македонскиот јазик. Сум разговарал и со покојниот Джеймс Пердју, кој беше еден од олеснувачите и преговарачите на Охридскиот договор. Тој во јавна расправа рече дека тоа што албанскиот јазик не е официјален јазик, треба да ги прашате политичарите. Идејата на Охридскиот договор беше албанскиот јазик да биде официјален на државно ниво и затоа сум опуштен како ќе се толкува. Доволно е објективно да се протолкува и мислам дека нема да има проблем. Но од друга страна мора да научиме да не се плашиме бидејќи некој смета дека сме го шверцувале албанскиот јазик. Не е така, вели спикерот Гаши. Според него албанскиот јазик не е на нивото што треба да се користи. Нашата политичка битка треба да се развива во насока да ги убедиме сите страни дека албанскиот јазик еден ден ќе биде официјален заедно со македонскиот, додаде Гаши. Liebe to što go ljubim jaz,
разлевам. Животот тече како река, младоста ми не чека. Ливето што го љубев јас, веќе не е само мој. Може би некоја друга жена љуби сега тој. Ливето што го љубев јас, веќе не е само мој. Може би некоја друга жена љуби сега тој. Нека се точи руино вино, нека се пее до зори. Не сакам срце во поради него да ми изгори. Нека се точи руино вино, нека се пее до зори. Не сакам срце во поради него да ми изгори. Чудна судба имам јас, песната ми е животот мој. Да ми пеам весело, да га кријам во срцево. Ливето што го љубев јас, веќе не е само мој. Може би некоја друга жена љуби сега тој. Ливето што го љубев јас, веќе не е само мој. Може би некоја друга жена љуби сега тој. Нека се точи руино вино, нека се пее до зори. Не сакам срце во поради него да ми изгори. Нека се точи руино вино, нека се пее до зори. Не сакам срце во поради него да ми изгори. Судскиот совет на итна седница го разгледа и едногласно го усвои извештајот од работната група за констатирана состојба по предмети од Основниот кривичен суд Скопје во врска со екстрадициониот притвор на поранешниот припадник на ОВК Блерим Рамадани, како и за одлуките за спогодба на обвинителството со врховниот судија Наче Георгиев и членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети. Извештајот кој ја констатира фактичката состојба беше едногласно усвоен со 12 гласови. Според наводите од извештајот, во првиот предмет определена е мерка куќен притвор без да се наведат различни причини од оние кога бил определен притвор, додека за другите два случаи не се дадени причини за околностите. Судскиот совет на итна седница претходно донесе одлука да се формира комисија што ќе ја констатира фактичката состојба по однос на донесените одлуки од страна на Основниот кривичен суд Скопје, а поврзани со случајот на Блерим Рамадани, кој избега од куќен притвор додека беше во тек екстрадициона постапка. Блерим Рамадани врз основа на меѓународна потерница издадена од Интерпол од Србија беше уапсен на 17 јули 2024 година на граничниот премин Јажинце и однесен на 30 дена екстрадиционен притвор во затворот во Шутка. Содржината на налогот за апсење се заснова на сомневањата на Србија дека Рамадани како поранешен војник на ОВК извршил воени злосторства во регионот на Неродиме. На 1 август мерката на Рамадани од надлежен македонски суд му беше преиначена од притвор во куќен притвор и тој според решението беше упатен на адреса во Скопје. Со оваа одлука се предвидуваше тој да остане во куќен притвор до 16 август. На 15 август од страна на надлежен судски орган доставена е документација до МВР за распишување на централна потерница за Блерим Рамадани, бидејќи е недостапен за органите на прогонот. Другите два предмети се однесуваат на спогодбата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со осомничениот судија од Врховниот суд Наче Георгиев, за кој постоеше основано сомнение дека сторил кривично дело
примање награда за противзаконско влијание. Ѓоргиев прифатил да му биде изречена казна затвор од 3 години и забрана на вршење на професијата. Додека членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети исто така признал вина и се спогодил со судот на условна казна затвор од 1 година и забрана на вршење на професијата, дејност или должност на службено лице во период од 3 години за кривично дело, примање награда за противзаконско влијание. Советот едногласно го разгледа и усвои извештајот од работната група за констатираната состојба по предметот на апелациониот суд Скопје, кој се однесува на одлуката апелација за случајот во кој Телеком треба да плати 4 милиони евра на човек фирма. Prazna ulica
Работното ангажирање е најдобриот начин за ресоциализација на затворениците, смета вршителот на должност директор на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Во интервју за Македонската информативна агенција тој вели дека ќе се обиде законски да интервенира во делот на работно ангажирање на затворениците со цел да се користи почесто. Имам забелешки на последниот закон направен сега во април. Планирам во наредниот период да побарам измени на одделни точки или вметнување на нови. Забелешка е тоа што кај нас, доколку говориме дека имаме 2400 затвореници, мислам дека околу 100 се само работно ангажирани. Моите насоки кон директорите на затворите ќе бидат да се постигнат договори со градоначалниците или со други фирми, што поголем број на затвореници да бидат работно ангажирани, вели Пандов. Тој вели дека евидентирани се околу 200 избегани затвореници, а во однос на тоа дали има гаранција дека ќе се вратат затворениците на кои тој им одобри прекин на издржување на казната, меѓу кои имаше и осуденици од 27 април, одговори дека нема гаранција и доколку не се вратат, и тие ќе бидат третирани дека се во бегство. На најголем дел од нив веќе им се завршени прекините и се вратени во затворите. На мал дел од нив во меѓувреме имаат побарано од судовите да им се издадат подолги прекини. Како најзвучно име за кое имаше прекин е поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Во меѓувреме господинот Чавков, јас колку што сум информиран, вели Пандов, од затворот има добиено 3-месечен прекин, му завршува во ноември, а не мал дел од лицата осудени за 27 април имаат добиено од судовите повторно прекин некој месец, некој два. Гаранција не постои, како за секој кој што со закон ќе биде пратен на 30 до 45 дена или 60 дена. Кога ќе го пуштиме за викенд, ако не е вратен, тоа значи дека е во бегство. Ние веднаш го информираме Министерството за внатрешни работи и тој осуденик се води како осуденик во бегство, вели Пандов. Makedonija
Нешто сака да ни промена името наше многу вековно. Мила Македонио, од нив страдаш ти, по своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, по своите изроди македонски. Мила Македонио, од нив страдаш ти, по своите изроди маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Налей, 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 ме анџике, налей, 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 од рујното вино. Налей, 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 од рујното вино. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Слобода немавме, правдини никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме.
Македонскиот амбасадор во Шведска Дженк Сейфула, како и советникот на македонската амбасада Стојан Чекитановски беа домаќини на македонската делегација која деновиве е во работна посета на Шведска, во чиј состав е и градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. На средбата во македонската амбасада во Стокхолм тие разговараа за придобивките од проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво и конкретните активности кои ќе бидат превземени кај нас како резултат од реализација на проектот. Заеднички договорија соработка и на идни проекти за кои што амбасадата им ја понуди целосната поддршка на градоначалниците учесници во делегацијата. Општина Битола е една од 6 општини во југозападниот и пелагонискиот регион кои работаат на одржливо управување со отпадот преку овој проект, финансиран од СИДА, Шведска агенција за меѓународна развојна соработка, а имплементиран од Шведската асоциација на локални власти и региони САЛАР и нејзината подружница САЛАР Интернешнл. Егеј наш македонски солзи пролеа од гради топли мајчински, дечиња се откина, по светот се распрсна, детски игри оставија. Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија. Далечна е пролетта, 48-та, далеку е детството, детство минато, спомен тажен остана за родна куќа таткова, зборот тажен мајчински, мајка не заборавајте. Каде сте македончиња, каде сте кај отидовте? Жално плаче мајка егејска, за вас плаче Македонија.
Amerika, Австралија, глас од сложно крена, македонците и ние право имаме слободно да живееме во земја наша таткова, мила Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Жално плаче мајка Егејска, за вас плаче Македонија. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Во
Кривична пријава против две лица од Тетово, АДЖ 25 годишен и РДЖ 22 годишен, откако сториле кривично дело осигурителна измама и поднесување на лажни докази. Имено овие две лица направиле лажни медицински извештаи на кои на сите го фалсификувале потписот и печатот на лекарите, чие име стоело на нив. Потоа со истите тие извештаи отишле кај адвокат, кој поднел барање за одштета од осигурителна компанија која им исплатила 160.000 денари. Оваа шема стигнала до секторот за внатрешни работи Тетово, каде бил направен увид и било забележано дека ниту еден од тие медицински извештаи не бил заведен во системот Мој термин. Дополнително лекарите се произнеле дека извештаите не се пополнети од нивна страна, ниту потписот е нивен. Од СБР Тетово била контактирана осигурителната компанија во врска со обештетувањето кое го добиле прво и второ пријавениот, откаде бил добиен одговор дека на 30.12.2021 преку адвокат од нив било доставено барање од прво и второ обвинетиот за нематеријална штета, пошто на двајцата им било исплатено вкупно 160.000 денари. Во изготвувањето на фалсификуваните медицински извештаи им помагало друго лице, а кое потоа им ги дало на прво и второ пријавениот и на тој начин им помогнал да стекнат противправна имотна корист од 160.000 денари. Лудо се спрема на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди, лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Млада невеста, диван му стои, диван му стои Брежана, му се моли. Диван му стои Брежана, му се моли. Земај ме лудо, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Земај ме лудо Брежана, не оставај ме. Јас сум си жена, жена ма жена, жена ма жена Брежана, чаша скршена. Жена ма жена Брежана, чаша скршена.
скршена, вciąż фрлена, вciąż фрлена брежана, непогледана, вciąż фрлена брежана, И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. На самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме басната за лисицата. Лисицата е диво животно од родот на кучиња. Со голема рунтава опашка и со издолжена муцка. Има одличен вид. Очите се со златно-жолта боја, а зениците и се вертикално издолжени, како на мачката. Лисицата има силни нозе, па може да трча со брзина до 70 км на час. А опашката и помага во одржувањето рамнотежа кога изведува акробатски скокови. Овие особини ја прават лисицата една од највештите во ловењето плен, а уште поголема вештина покажува кога ја гонат. Затоа, за човек кој брзо се снаоѓа и умее во своја полза да ги решава проблемите, често се вели дека е итар како лисица. Тато често ми вели: лисица една, многу ситра. Ајде, сега јас да ти прочитам нешто, може? Четириножните животни се собрале да си изберат поглавар. Се договориле тој што ќе покаже најмногу искуство, ум и умење, тој ќе стане нивен водач. И така, едно по едно, животните покажувале што ги прави посебни. Волкот ги покажал страшните заби. Целата шума се е затресла кога мечката рикнала. Еленот прошетал со раскошните рогови. Сите се стаписале од остриот поглед и од канџите на орелот. Дошло време за мајмунот. Подскокнал, 10 пати се превртел преку глава, заиграл како вистински танчер и сите ги зачудил, ги воодушевил, па во еден глас рекле дека мајмунот е достоен да управува со царството на животните. Само лисицата се противела на ваквата одлука, но што можела да направи една против сите други. Затоа замолкнала, но ден-два потоа, шетајки низ шумата, налетала на големо парче месо во стапица. Веднаш го викнала мајмунот и му рекла: мајмуне, го најдов ова парче месо, но според законот не смеам да го земам. Тоа тебе ти припаѓа, ти си поглаварот. Ти треба да го земеш. Имаш право, мудра лисицо, одговорил мајмунот, па потрчал да го земе месото и оп, се фатил во стапицата. Ајде сега, игра и скока и мајмун еден. Подбивајки се, му рекла лисицата: ако некој сака над многумина да владее и да управува, ум му треба, а не вртење и превртување. Секогаш ли во приказните лисицата излегува најтра? Лисицата, минувајки преку еден плот, се лизнала и, за да не падне, се фатила за една капина. Леле! Од трњето на капината се испогребала, сите шепи ги раскрварила.
И црна ми е твојата помош. Почнала да се жали лисицата. Подобро ке ми беше да падне од кого од тебе да побарав помош. Леле. Кутрата, јас како си ме осакатила? Кој ти е крив? Одговорила капината. Кој ти рече за мене да се фатиш и од мене помош да бараш, кога знаеш како јас помагам? Дури и ако си итар како лисица, треба да внимаваш од кого бараш помош и од кого да очекуваш добрина. Затоа што не знаеш колку сето тоа може да те чини. Денеска научив многу работи за лисицата, но не само за лисицата. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.